Македонија. Познато ви е тоа, Емин братчет, нели? Сте го гледале, кој го гледал нека плесне? 1, 2, 3, 5. Добро, Емин братчет, познат ви е, така? Оструга, од селото. Ще те села, пријател. Ја викам, замисли, Емин братчет да ја пее оваа моса, сибо се ми мата, како ќе изгледа. Моса, сибо се ми мата. Крај, некој го гледал, некој не го гледал, не е ни битно. Пропатна шега. Кој се више кај ромите. Да кажем еден вид за ромите. Го фатиле циганчето како краде и му рекле: сега сакаш да те убием или да те ебеме? Да ми ебите, чичко. И му дале вазелин и земал циганчето и тука се шлапнал. Се мачка. И му рекле: абе глуп, на газот на мачка се да не те боли газот. Газот ќе поминува, чичко, од душа ќе боли. Стендап Македонија. Денеска имаше ракомет, нели, јас сум за металург, не ме гаѓате со чаше, не ме Митко, знам нека си ти за Вардар. Денеска ладно е, минус 8 степена надворно и усала излега, леле. Така ли е, Владо? И гледам металург Вардар и едно време гледам и ми текнува на еден лик, луѓе, ликот многу ни фали у нашиот ракомет за да биде комплетен, фул и многу смешен ракометот, да биде скроз забавен како што е сега, ама плюс до забавен. На кој лик мислам? Знаете, еден тренер наш, екс-селектор. Така е! Звонко Шундовски. Дечкото фали у ракометов за да ни биде онака најјако, фул интересно удржава, ни фали у ракомет. Го гледам и викам, дај да го гугнам, кај е човеков шо преј, и го гугнам, пишам Звонко Шундовски на Google и ми искача прва статија, прв наслов, кој ќе биде наследник на Шундовски. Викам, наследник за шо? Жена му да не објавила оглас нешто, не знам, радиме. Зашо би го ставила жена му? Зашо? Изгледа, дома се понашал као Македонија на светското, не клавал доволно. По дома, голој. Знам, леле, луѓе, типот ја имаше најјаката тактика у историјата на екипните спортови, у сите тактики што постојат. Играјте убо, клавајте голој појке одними и тепаме. Само ова ракоментари не писмени бе, луѓе. Не талентирани, не знаат проста тактика да спроведат. Клавајте голој појке одними, тепаме 100%. Не талентирани бе. Еј, не е човекот крив. Просто здравје. Или како ни се паѓаат све него такви селектори и овој Пипан. Исти Пипан, исти Шундо. Губиме 25 разлика на европско у Словенија, свикува тај маут, вика сега Кузден шо ќе им каже и тактикава. Ајмо, добијам у пичку ватерно, добијам, ало. И искаче после капитенот на пресконференција го прашуваат која беше вашата тактика за денеска. Шо ќе каже човекот? Па ни рекоа да добијам ово и сите у пичку матерно да идеме. Са глупости. И јас си викам, овој Шундовски, не, дали човекот има клецано нешто у животот? Не, мислам, со таква тактика не можеш ни Уганда на пријателска да ја тепаш или да ќариш нешто. Значи, не може, луѓе. Значи, како би се пуштал он на некоја цура у град, да го замислиме, пошто жена му да речеме нели го оставила не клавал доволно по дома голој, го оставили сега он иде у диско и се пушта на цурава со тоа таблата и со фломастерот. Ше ти вика, слушај, Пиле, оти од Битола, Пиле вика. Пиле, слушај, те знам јас тебе. Ти агресивна одбрана играш, кога се караш со дечко ти ностоп со рацете во висци. Те знам ја тебе, слушај Пиле. И покаже на фломастерот, слушај Пиле. Ќе ти влезам одавде, нема да ме сетиш, јас ќе сум ти напикер, влезам до пола на 6 метри без престап. Има да ти клавам, ќе те раструвам ко Македонија на светсконо. Шо збориш бе? Кире, оди објасни му. Стендап Македонија. Читам доле на Google, скролам надоле и гледам изјава на Шундовски и вика: игравме лошо со играч вишок. Добро. Како може да биде добро ако сте еден вишок? Например, еве со жената у кревет, двајцата мансте, ами ако имате еден вишок што правиме? Не, значи ќе се карате кој даклава појке. Нели? Едниот ќе мора да добие 2 минути, а другиот ќе мора да клава побрзо, иначе ќе му свират пасивен. Разбира? Хаос. Стендап Македонија. И гледам на интернет, некој пат ние ова што работиме оваа работа, некој пат немаме доволно инспирација, немаме креативност и тогаш се пребацувам на нашите забавни портали
и там има еден куп глупости, не мора да се замараш, само правиш копи-пейст на текстот и искачаш на сцена. Читам еден текст, вика најдобрата секс поза на тросет. И го отварам текстов и текстов почиња као топ шоп реклама за тросет. Креветот повеќе не ви изгледа примамлив, освен за спиење. А таа ве гледа со влажен поглед. Да, ме гледа со влажен поглед, кога гледа бурни времиња на Сител. Највлажен е, повлажен него тука кога ме гледа. Викам, еден брз поглед во холот ве тера да се фокусирате на троседот. Од кај знаат бони кај ми стоиме на троседот? Не, мора у хол да ми стои троседот. Глупости. И после вика, иде текстот и сега иде хорор. Ја го нареков хорор текст. Пошто звучи како да е изваден од мемуари на серијски убица. Вака звучи. Колку пати сте замислувале како ја фаќате за косата и ја фрлате на стомак и она крши нога, пример. Колку пати сте замислувале како ја фрлате на стомак и проникнувате во неа. Не, кој е зборов? Проникнувате во неа. Не, мислам, како да проникнам во неа? Не, брат, еве, ти си со цурата дојден, да те прашам, девојче, те прашам, замисли да ти каже вака. Маче, слушај сега, сакаш да те фатам сега за коса, да те треснам од земја, да те читнам овдека, али овој пут да не скршиш нога и да проникнам од тебе. Ке му даеш ли? Ништо, значи, не мислам. Абе, ти многу идеш у детали сега, не претерај, види го бе. Никнат, стана, дигнат, што правиш, брат? Stand up, Македонија! И после ти вика, после тера натаки и ти дава инструкции како да продолжиш сега со муабетов и ти вика, прво соблечете ја, не заебај! Ја па викам, што се у пичку матерна? И имаш под А, под Б и под В. Под А, со заби. Добро. Со раце или нешто друго? Со раце или нешто, што е тоа друго, ако не со раце, бе, брат? Прво нешто друго што ми текне и да речам, ај со блакај се, ма. Ајбе, не ми се дери! И знаеш кога ќе клеснеш? Никад, на крај ќе испереш на рука, брате. Тоа ќе ти се деси ако ги слушаш порталиве наши. Stand up, Македонија! Минатата сезона зборев за македонскиот фолклор и колку е перверзен нашиот фолклор, али сега сакам да кажам да фрлам 2-3 збора за нашите ново компоновани песни во оваа наша 23 годишна историја на постоење. И пред некој ден седам и у кола нешто се возам и ми се убацува од радио од Врчак и Тамара Молчи, молчи, љубов моја. Не знам дали ја знаете, идеше вака. Молчи, молчи, љубов моја, 1-2, 1-2. Што има вез ова 1-2, 1-2 со молчи, молчи, љубов моја? А он изгледа од позади од кај типкава и вика молчи, молчи, љубов моја, прави 1-2, 1-2. А и вика молчи, молчи, пошто изгледа неговите се у другата соба. Не гледам ја друго објаснење, брат. И после некое време тера песнава и Тамара му вика на Врчак. Можам да ја замислам вака фацата и вика: пред тебе ко болка стоја. Ја утепало, ја отворил. Порано песните од времето кога моите биле млади има некаква символика, некаква порака, се беше некако завиено, например, на 2-2-3-3-0-5, те чекам драга, јави се, например оваа, како вардар ке дотечам, на раце ке те однесам, како шара ке израсне, љубовта наша голема. Значи има некаква символика, значи демек ке му израсне шарата, ке ја качи на врвот, значи нешто има, ме разбираш, завиено е, а денеска све е директно, бе луѓе. Све е директно. Дали сте ги слушали новите песни? Доја цурата и ти вика What I want is what you want Give it to me baby like boom, boom, boom. И ти се ставаш и викаш I know a place where you should go. I know a place you belong in my bedroom. Стасувате у бедрумот и викаш Get down on your knees just a little bit. Open my zipper just a little bit. I got the magic stick. И после пееш I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop.
Go ahead girl, don't you stop. I let you lick the lollipop. Ја на македонски како ќе биде крајов. I let you lick the lollipop. Шти текне рај. Моментот. Доека сме кај песниве, сакам да упатам една порака до еден предлог, план, проект до Министерството за внатрешни работи. Наместо стандардните джандарски сирени, кај нас, нели, барем по нешто да ни се разликува полиција во светов, наместо стандардните досадни джандарски сирени, за растерување сообраќај да им свири песната Move, bitch, get out the way, bitch, get out. Може да го видиш джандарот со на фрчко тие рейбанките. Move, bitch, get out the way, со стомачето. Келјав.